Наместо традиционално како и досега на 10 јуни, училишното звонче во иднина крајот на школската година ќе го означува неколку дена подоцна. Од Министерството за образование децидни. Сите пропуштени наставни денови немало да се одработуваат во сабота, оти ова како што велат се покажало како непродуктивно. Од септември неработните денови ќе се одработат на крајот од учебната година. Ова е содржано во новиот нацрт закон за основно образование, кој до крајот на летово ќе треба да го мине собранискиот филтер. Не е предвидено намалување на бројот на часовите, не е предвидено намалување на бројот на наставни денови. Но исто така е предвидено дека веќе саботите нема да се обработуваат. Ако треба, школската година ќе потрае малце подолго, не на 10 јуни да заврши, туку на 11, 12 или 13, зависи од колку денови наставни сме изгубиле. Новиот закон предвидува и намалување на бројот на ученици во една паралелка. Најмногу 30 деца ќе може да учат во исто оделение. За вишокот ученици ќе се формираат нови паралелки и ќе се вработат нови наставници. Ова пак отвора сомнеж за нови партиски вработувања пред стартот на следната учебна година. Министерот вели и дека владата ќе се залага сите ученици со посебни потреби да добијат место во редовното образование. За нив ќе се грижат стручни лица. За учениците со попреченост се предвидуваат различни видови поддршка, инклузивен тим, образовни лични асистенти, асистивна технологија и други прилагодувања. Инаку надлежните се уште немаат информации колку деца ќе останат дома поради забраната во училиште да се запишат оние кои не ја примиле МРП вакцината. Минатиот месец во екот на уписите во основно училиште надлежните дозволија училиштата да примаат пријави и на невакцинирани деца, но со обврска тие да се вакцинираат пред стартот на учебната година. Во спротивно, наместо на училиште, децата без комплетен вакцинален картон од 1 септември ќе останат дома. Ова разгневи и група родители, кои најавија и тужби против државата, оти како што велат, ваквата одлука на надлежните значи кршење на основните човекови права.